Во организација на Основното училиште Кирил и Методи во Кочани, а во соработка со територијалната противпожарна единица Кочани и Општинската организација на Црвен крст, во просториите на училиштето се одржа тактичко показна вежба за симулација на евакуација и спасување во случај на пожар. На вежбата, преку симулиран случај на интервенција, пожарникарите евакуираа повредени лица во елементарната непогода. Обучени волонтери од Црвен крст Кочани пак укажуваа прва помош на симулирани случаи на повреди. Денес во Основното училиште Свети Кирил и Методи се одржа симулација на елементарна непогода, во која што симулација имавме можност да видиме како би ја извршиле евакуацијата на сите вработени заедно со учениците и општо на сите присутни во нашето училиште, за колку време би ја извеле целата таа евакуација, а во сето тоа ни помогнаа вработените од територијалната противпожарна единица во општина Кочани и исто така припадниците на Црвен крст од Кочани. Акцијата се заврши мощно и успешно. Децата беа евакуирани буквално за една минута надвор од училиштето и беа однесени на погодно место каде што ќе бидат заштитени од секаква елементарна непогода, односно од секаква опасност. Во оваа пригода уште еднаш сакам да упатам голема благодарност до екипата на територијалната противпожарна единица од Кочани, до екипата од Црвен крст Кочани и до сите вработени и ученици во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Оваа прилика ни беше добар показател за да видиме кои се нашите недостатоци при една ваква не дај Боже елементарна непогода, за да можеме во идниот период да ги отстраниме сите тие недостатоци кои што ќе ги воочиме во текот на оваа вежба. Вежбата имаше за цел да го подигне нивото на подготвеност на персоналот во училиштето и надлежните институции, за во случај на реална ситуација навремено и правилно да се интервенира и пружи помош. Симулацијата беше спроведена како дел од програмата на територијалната противпожарна единица Кочани и истата беше оценета како успешно завршена. Слични вежби во текот на оваа недела беа спроведени и во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци и Раде Кратовче во Кочани.